Негирањето на геноцидот како последна фаза од геноцидот, така велиме. Меѓутоа, не само последна фаза од геноцидот, што е точно, меѓутоа и некаков скоро сигурен предзнак дека повторно ќе се случи. Кога зборуваме за геноцидот во Сребреница, кога зборуваме за други геноциди, за други злосторства против човештвото, да се навратиме и Холокаустот, се што се случувало порано, Руанда, сите оние злосторства, обично ја изговараме фразата на крај да не се повтори. Меѓутоа се повторува. Одново и одново се повторува. Така да личи дека слабо се сеќаваме, слабо помниме, слабо учиме. Мора да се сеќаваме и мора гласно да зборуваме и да не дозволиме таков ревизионизам на историјата, на сето она што се случи во Сребреница, меѓутоа да зборуваме гласно и за се друго што се случува, за оно што се случува сега. И да се запрашаме дали доволно гласно зборуваме сите како општество, сите ние како индивидуи, за оно што се случува во Украина, за оно што се случува во Газа. Факт е дека и како затајуваме и како и колективно, меѓутоа и индивидуално во гласното зборување и спротивставување на оно што ни се случува.